Расте бројот на пациенти со мозочни удари. Најмладиот пациент кој е регистриран на одделот за неврологија при клиничка болница во Штип има само 30 години. Лекарите алармираат, пикот е кај 55 годишните. Најризични се мажите и лицата со семејна историја на болеста. Постојат ризик фактори за појава на мозочен удар, од кои што некои можеме да ги промениме, тоа се модифицирачки, меѓутоа некои не. Од немодифицирачките е возрастната група со пикот на 55 годишна возраст од 60, значи до 69, меѓутоа пикот е 55 годишна возраст. Најмладиот пациент што сме го имале е околу 30 годишна возраст, меѓутоа сепак зависи од карактерот на мозочниот удар. Исто така битен фактор е и полот. Полот игра битна улога, мажите се повеќе и изложени на можности за добивање на мозочен удар, исто така и фамилиарната анамнеза. Други фактори на кои можеме да влијаеме и кои што можеме да ги редуцираме со цел да го намалиме ризикот од мозочен удар е регулација на кардиоваскуларните ризик фактори, како што е високиот крвен притисок, шеќерот во крвта, зголеменото ниво на масти во крвта, како и намалување на злоупотребата на пушење и алкохолни пијалци. Јовева додава дека денешниот ритам и начин на живот многу придонесува за мозочен удар, како што се немање на физичка активност, стрес и лоша исхрана. Според Американското здружение за мозочен удар, на секој 4 секунди еден доживува мозочен удар, а на секој 40 минути еден пациент починува од мозочен удар. Тоа ни ја кажува сериозноста за акутната состојба за мозочниот удар и брзината со која треба да се реагира и навреме да се препознаат симптомите. Бројот на мозочни удари расте, а лекарите и понатаму алармираат дека ризикот не треба да се игнорира. Навремена грижа за здравието и следење на ризик факторите може да спасат животи.